8-годишна затворска казна доби Раде Трајковски штекли за организирање и продажба на марихуана и кокаин. Осудителна е пресудата на Скопскиот кривичен суд и за останатите четворица обвинети. Стефан Китанов, Александар Вучевски и Филип Таневски добија по 5, а Стојан Миланов 3 години и 10 месеци затвор. Според пресудата, штекли и поранешниот репрезентативец Данчо Масев, кој претходно се спогоди со обвинителството, се организатори на групата која тргувала со дрогата. Останатите ја пакувале и продавале. Обвинетиот Раде Трајковски и осудениот Данчо Масев, отенен лица необластено заради продажба во повеќе наврати купувал наркотична дрога кокаин и марихуана, која необластено заради продажба ја држал скриена во специјално за тоа наменети изнајмени станови, штек станови во Скопје и ги организирал останатите осумничени како мрежа на препродавачи и посредници, со тоа што ги ангажирал осудените Петар Златановски, Димитар Трајчев и обвинетиот Филип Таневски, кои откако ќе ја преземеле наркотичната дрога од обвинетиот Раде Трајковски, по негови насоки ја мереле и пакувале во помали пакувања. Раде Трајковски беше уапсен лани во јануари во близина на хотел во околината на Гевгелија при обид за бегство. Предходно помина со полесни повреди по експлозија во неговиот двор во Керамидница, а имаше обити за негова ликвидација во трговскиот центар Истгейт. На стартот на судењето тврдеше дека има халуцинации и шизофренија, но судот продолжи со постапката. Неговата одбрана најави жалба на пресудата. Обвинителството пак ќе го чека образложението. Имаме основ за жалба, бидејќи во текот на постапката се отворија тие можности и во секој случај ќе обжалиме од кога ќе добиеме писмен отправок. Кажав дека е одбиено барањето да се замени со куќен притвор, а ќе ги искористиме сите можности и кои ни ги дава Законот за кривична постапка. Во дел беше намалена казната од казна која што беше понудена на обвинет, а за други построга, како што сметам и дека треба исправно да биде. Сепак прерано е да се произнесам за тоа, сметам кога ќе ја добиеме писмената пресуда, ќе ги прочитаме толкувањето на отежнителни и улеснителни околности и ќе се одлучи за тоа дали ќе се пушти жалба или не. Во случајот беа опфатени вкупно 16 лица, од кои 7 се спогодија со обвинителството и добија затворски казни од 3 до 3,5 години. Четворица признаа вина на почетокот од судењето.